Независниот синдикат на полицијата денеска излегува на протест пред владата со почеток во 10 часот. Причината за протестот е непочитување на законот за минимална плата. Од синдикатот велат дека платите на дел од вработените во Министерството за внатрешни работи се под законскиот минимум, што е спротивно на важечката регулатива. Тие сметаат дека ваквата состојба е понижувачка и несоодветна за професијата што ја извршуваат. Бараат итна интервенција од владата и ресорното министерство, со цел да се исправи неправдата и да се обезбеди фер третман на полициските службеници. Потсетуваат дека безбедноста не смее да биде на грбот на потценети работници. Протестот ќе се одвива мирно, а од синдикатот најавуваат и понатамошни чекори доколку не се исполнат нивните барања. Велат дека достоинството на полицискиот службеник мора да се врати со конкретни мерки. Министерството за животна средина започна со процесот за прогласување на јабланица за заштитено подрачје. Изработката на студијата за валоризација ќе биде првиот чекор во оваа постапка. Иницијативата доаѓа од општините Струга и Вевчани, заедно со местните заедници и невладини организации. Со поддршка од владата, веќе се обезбедени средства и склучен е договор за изработка на студијата. Истражувањата ќе опфатат теренска анализа, собирање податоци за биодиверзитетот и организирање јавни консултации со засегнатите страни. Ќе се користат и GIS алатки за обработка на информациите. Јабланица се смета за подрачје со висока еколошка вредност и веќе е дел од Емералд мрежата. Со оваа постапка се отвора патот за нејзина официјална заштита и долгорочно управување. Председателот на Бугарија, Румен Радев, денеска ќе предложи одржување референдум за тоа дали земјата треба да го прифати еврото како официјална валута. Идејата е граѓаните самите да одлучат за ваквото значајно економско прашање. Владата, пак, смета дека овој чекор е непотребен, бидејќи Бугарија веќе е обврзана со договори и процесот за усвојување на еврото е веќе во тек, со предвиден рок до 2026 година. Политичките партии се поделени, некои го поддржуваат референдумот како демократски инструмент, а други го гледаат како популистички потек што може да ја забави интеграцијата во еврозоната. Јавноста е исто така со поделени мислења, дел стравуваат од инфлација и нестабилност, додека други веруваат дека еврото ќе донесе поголема сигурност и економски раст. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека Израел не се обврзал на прекин на огнот со Хамас, туку само на воспоставување безбеден коридор за ослободување на заложникот Едан Александер. Александер, израелско-американски државјанин, е во заробеништво од нападот на Хамас во октомври 2023 година. Неговото ослободување се очекува во координација со САД. Израел потенцираше дека не се работи за поширок договор или отстапка, туку за хуманитарна операција ограничена на овој случај. Воените дејства во појасот Газа продолжуваат, додека јавноста и натаму бара пошироко решение и прекин на огнот. Индиската армија потврди дека изминатата ноќ била мирна на индиско-пакистанската граница. Двете земји постигнале договор за прекин на огнот по серијата напади што го засегнаа регионот на Кашмир. Овој договор беше резултат на меѓународна дипломатска иницијатива. Од почетокот на конфликтот, индиската армија спроведе успешна операција против милитантите во Пакистан. Операцијата Синдор вклучуваше напади на непријателски позиции, кои резултираа со загуби на пакистанската страна.